Врсничкото насилство зема се поголем замав, феномен кој силно оддекнува во јавноста и отвара сериозни прашања за состојбата кај младите. Драгица Стаменковиќ за М-нет телевизија изјави дека корените на проблемот лежат во семејството, каде децата преку однесувањето што го гледаат или преку занемарувањето ги формираат своите модели. Во исто време, социјалните мрежи дополнително го засилуваат овој тренд, нудејќи содржини кои децата лесно ги имитираат. Насилството, според неа, често израз на потреба за моќ, внимание или внатрешна неисполнетост. Решението, нагласува Стаменковиќ, бара итна и заедничка акција од семејството, образованието и општеството во целина. Да, сведоци сме дека се зголемува и се почесто се јавува врсничко насилство и сега баш пред некој ден, верувам дека знаеме сите и баш сме вознемирени од сите овие случувања во Скопје. Сега тука причините се побројни, поразлични. Прво би кажала дека многу големо влијание има семејството, а кога зборуваме за семејството, зборуваме за две основни работи. Прво е или учење по модел, значи насилството е присутно во семејството, па детето учи и тоа што го гледа дома го пренесува надвор. Додека втората причина може да биде па и занемарување на детето во смисла недоволно разговор, недоволна едукација, недоволно акцентирање на и воспитување, да кажам, на детето. Тоа е кога зборуваме за семејството. Од друга страна не можеме да го занемариме фактот изложеноста на социјалните мрежи. Односно, што е она што децата гледаат, што е она што имитираат и бидејќи тие се уште во развој, се уште не можат до некаде своја 12-та година, тие немаат капацитет да размислуваат апстрактно, па знаете, многу се поконкретни. Така да она што го гледаат, директно го имитираат, односно го пресликуваат. Така да дефинитивно и социјалните мрежи имаат многу големо влијание. Драгица Стаменковиќ децидно посочува дека врсничкото насилство често не е случајност, туку обид на децата да привлечат внимание, да се докажат или да ги задоволат внатрешните импулси. Таа нагласува дека зад агресијата стојат незадоволство и емоционална празина, поради што овие деца не смеат да бидат игнорирани, туку разбрани и насочени. Знаете како, кога врсничкото насилство, како и секое друго насилство, од оној кој што го извршува, му дава некаква моќ, така да тоа е во некоја надмоќна позиција над жртвата. Меѓутоа, од друга страна, децата тоа може да го прават и заради други причини, пак зависно од возраста. Да се направат поинтересни, да привлечат внимание, да задоволат некои своји, да кажам, нагони кои што ги носат во себе и слично. Тие кои што го прават насилството не се како да кажам, не се среќни, не се исполнети. На нив треба да им помогнеме и да ги научиме на кои други начини своето исполнување, својата сатисфакција да ја најдат. Тука што помага? Секако дека помага едукацијата, не само едукација во училиште, меѓутоа едукација на родителите. Родителите да прифатат, да увидат, да почнат да се занимаваат со своите деца, да поминуваат време, да бидат свесни за некои недостатоци кои што нивните деца ги развиваат, да поминуваат квалитетно време не во разговор, во игра, во разменување на емоции, што повеќе родителите да стават акцент на добрите однесувања кај детето, за да детето ги повторува тие добри однесувања. Меѓутоа, благодарение баш на оваа едукација, баш на медиумите, баш на интервенциите, баш на зголемување на свесноста заради размена на информации, верувам дека сега ние сме посвесни и можеме да попрепознаеме. А не сум сигурна дека е почесто сега отколку порано. Иако точната бројка на пријавени насилства варира, во Македонија во последниот период се бележи пораст на пријавените случаи на врсничко насилство, особено во училиштата и на социјалните мрежи, што укажува на зголемена видливост и свесност за проблемот.